Благодарам председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми и граѓани. Денес зборуваме за предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските средства по скратена постапка. Имаше некоја измена во членот, меѓутоа сакам да ви прочитам едно кусо резиме на развојот на вакцини против COVID-19 во Соединетите Американски држави. 29 април, администрацијата на Трамп ја отпочнува операцијата Warp Speed, раководена од генералот со 4 звезди Густав Перна. Јавно-приватно партнерство за развој на вакцини. Иницијален буџет од 10 милиарди долари, подоцна зголемен за над 18 милиарди долари. Цел на проектот – американскиот народ да се вакцинира до крајот на 2020 година. 21 мај 2020. Соединетите Американски држави определуваат 5 производители кои ќе бидат поддржани во трката за развој на вакцини, тоа Модерна, AstraZeneca, Pfizer, Johnson и Merck. 22 јули, американската влада преку Warp Speed склучува договор вреден 1,95 милиарди долари за купување на 600 милиони дози од нивните вакцини, од кои 100 милиони требало да бидат испорачани до крајот на 2020 година. Во декември 2020 година, Американската агенција за храна и лекови дозволи итна и вонредна употреба на вакцинирање на Pfizer. Кусо резиме на вакцините против COVID-19 во Европската Унија. 17 јуни Европската комисија ја представува стратегијата за вакцинација, која што цели кон развој, изработка и примена на вакцината против COVID-19. 14.8. Европската Унија ја склучува првата спогодба со британско-шведска фирма AstraZeneca, но договорот за купо-продажба на вакцината од оваа фирма е потпишан на 27 август. 18.9. Европската Унија го потпишува вториот договор со француската компанија Sanofi и Glaxo за купување на 300 милиони единици вакцина. Најверојатно овој договор пропаднал заради тоа што компаниите доцнеле со развој на нивниот производ. 7 октомври Европската Унија го потпишува третиот договор со фирмите Johnson за испорака на 200 милиони единици, со опција за уште 200 милиони единици, и овој договор се уште под знак прашање. 11 ноември Европската Унија склучува договор со Pfizer, кои што имаат најнапреднат производ за купување на 300 милиони дози. 16 ноември Европската Унија склучува договор со фирмата во градчето Тюбинген, извонреден универзитетски центар, мало градче, специализиран за медицина, за купување на 405 милиони дози, и тука нема никаков датум на испорака. 25.11. склучува договор Европската Унија со Модерна за купување на 80 милиони дози со опција со над 80 милиони. Заради ова ве повикувам да објавите динамика на набавка на вакцини, исто како Европската Унија и Соединетите Американски држави. 25 ноември, кога вие во најголемиот пик на епидемија, кога нашите граѓани умираа по улици и по ходници, вие спремавте избори во Штип, а Европската Унија потпишала договор за вакцинација. Затоа, во име на транспарентноста, сите обиди за набавка на вакцини да ги објавите со датуми, кога сте почнале и што сте направиле. Исто така, барам извештај од Националното координативно тело, кое што е формирано според планот за справување со епидемии, пандемии во 2017 година. Значи, бараме сите членови на Комисијата
за здравство во Собранието на Република Македонија извештај за нивните состанеци, што се договарале, како работеле во текот на 2020 година и да дадат одговор и да понесат одговорност зошто македонскиот народ не има вакцини, не е започната кај нас вакцинацијата. Не сте сериозни, не сте одговорни, ги срушивте сите црни рекорди на заразени и починати. Ова јас не го зборувам, ова го зборуваат параметрите, епидемиолошките показатели, статистиката. Да се биде одговорен пред нацијата, а здравието на граѓаните да ви биде прв приоритет е императив на секоја државна политика и секоја влада. Но, очигледно, не и на нашата. Ви благодарам.